24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. Венко Филипче и Христијан Мисковски седнаа на Илинденска број 2. Се слика и се пофалија дека средбата била конструктивна и како што секогаш следува по лидерските средби, се договорија да се договорат за работни групи кои што ќе ги подготвуваат законите од реформската агенда. Кој ќе биде во нив, како ќе се тера процесот, преку кого ќе оди, се уште никој не знае. Меѓутоа, лидерот на СДСМ се отворена покана и до останатите парламентарни партии да се приклучат во овие работни групи, кои што, како што кажа, ќе ги опфатат законите од судството, енергетиката и здравството. Жестоки реакции од останатите партии и од владеачките, меѓутоа она што е најжестока од ДУИ, која што обвини за моноетничка лидерска средба, како што рекоа, која што има само една цел, да ја реконструира државата од мултиетничка во моноетничка. Ова се накратко дел од фокусот што се случуваше и дел од работите што се случува денеска на политичката сцена. Народните избраници, откако сложно си земаат 2 недели мини одмор по катастрофата во Кучани, се вратија во работа и денеска во собранието жестоки опозициски претенички прашања. Докаде е анкетната комисија, докаде е надзорната комисија? Дали власта ќе прифати анкетна комисија? Дали опозицијата се плаши таа да биде проширена со случаите за модуларната болница, Дурмотурс, Беса, Транс? За сето она што ја обвинува Македонија изминатиот период по катастрофалниот пожар во Кучани, во кој што трагично загинаа 59 млади луѓе, меѓутоа сето и оние механизми за одбарање одговорно, што морална, што политичка, што кривична, вечерва дебатираме во 24 анализа. Јас сум Душица Марѓа, мој вечерашни гости, Љупчо Принџов, претеничка група ВМРО ДПМН. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро Арбана Пашули, ДУИ, добро вечер, добре дојдовте, представник на претеничката група на Европскиот фронт. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам што прифативте поканата. Благодарам што прифативте. Митко Тречуловски, СДСМ, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на сите туристи што прифативте поканата и да не останам должна за моите гледачи да кажам дека покана за учество во вечерашната дебата добија и од претеничката група на коалицијата Вреди, меѓутоа оттаму одбија да гостуваат со образложение дека додека траат преговорите меѓу нивните претеници и внатре во коалицијата не бидат начисто, немало да учествуваат на дебати. Бурен политички ден денеска. Имавме и бурен период во државата. Она што политички е веста на денот е онаа лидерска фамозна средба помеѓу Венко Филипче и Христијан Мисковски на Илинденска број 2. И првата асоциација од кога ја слушнав изјавата на Филипче и ги прочитав соопштението од владата, ми е онаа позната максима на Черчил: ако сакаш нешто да не се сработи, формирај комисија. Во превод или работна група, во случајов работна група. Тречулски, ќе почнам со вас, бидејќи вие, односно вашата партија и вашиот лидер ја иницира таа фамозна лидерска средба со тој концепт надпартиски за реформи во државата и така натаму и така натаму. Ќе дозволите партиски групи да го заменат собранието? Собранието носи закони и претениците не носат партиски експерти и партиски членови. Апсолутно не. Иницијативата која е предложена од страна на СДСМ и председателот Венко Филипче е баш во насока на воспоставување еден редовен политички диалог кој на крајот ќе се одвива во собранието, затоа што таму се носи законодавната агенда, собранието е тој што ги носи законите. Меѓутоа иницијативата е еден чесен пристап кон нашите граѓани, носење на одговорност по однос на сите оние реформи кои треба да бидат направени. СДСМ подаде рака до сите политички партии со јасен, прецизен концепт по однос на спроведување на системски, темелни реформи кои се однесуваат на образованието, на здравството, на правосудството, на животната средина, се она што нашите граѓани го очекуваат. Оваа трагедија што се случи во Кучани, и ако земиме историски за неколку години, неколку вакви трагедии, треба да ние
подигнат свеста и да не обединат во овие моменти и како политичари и пошироко целата општествена јавност, стручна јавност и така натаму, се со цел да се насочиме кон она што се потреби на граѓаните. Потреби се сериозни системски реформи. Ние не сме наивни, ние знаеме дека ваков тип на средби може да значат и политички ризик за СДСМ, затоа што овој тип на толкување кои ги слушнавме денеска и вчера. Па среќни за лидерите, среќни вака излегува после средбата и среќни на сликите ги видов. Да, меѓутоа наративот на другите политички партии значи политички ризик, меѓутоа уште еднаш ние покажуваме како политичка партија дека секогаш се раководиме од државните интереси, од интересите на граѓаните и сметам дека не постои нити политички рейтинг, нити рейтинг на било кој политичар кој е поважен од она што е државен, национален интерес на граѓаните. Граѓаните од било која етничка заедница ја живеат истата реалност, се соочуваат со истите потешкоти и проблеми и ние сме должни по однос на сите тие барања на граѓаните, што е можно поскоро да постапиме соодветно со вклучување не само на политичките лидери, политичките партии, туку и по широката јавност. Тука зборувам за академијата, тука зборувам и за оние млади луѓе, прогресивни, кои ги искажаа своите, ги артикулираа своите барања на самите мирни протести и така натаму, и сите тие барања треба да бидат земени во предвид, затоа што сметам дека немаме поправен испит како држава, и ако ова не го направиме што е можно побрзо, зборувам за системски реформи на нашиот систем, на нашите институции, функционалност на институциите, ние ризикуваме нашите млади луѓе се повеќе да ја барат својата иднина надвор од државата, на тој начин да останеме без народ и џабе се бадијала се сите политички партии и рейтинзи ако немаме народ, односно ако го изгубиме народ. Тричиловски е прв мандат во собранието, Пренжо, вие сте малку подолго. Зошто надворешни партиски членови може да направат подобар закон од пратениците кои што им ја работа да предлагаат закони? Добро, на прашањето, сакам да искористам оваа прилика, бидејќи ми е прво јавно појавување после трагедијата во Кочани, да искажам едно длабоко искрено сочувство сите оние блиски семејствата на сите оние кои ги загубија животите и брзо и целосно оправување оние кои што се уште повредени во земјата и во странство. Сакам тоа да го кажам на почетокот. Во поглед на актуелната состојба, сакам да истакнам дека моментално ние се соочуваме со едно сосема различно ниво на политичка култура, доколку го споделиме со претходно. Јас ќе ви кажам дека ние како пратеници, јас лично, бидејќи ми апострофиравте, практично секогаш пред да капитулираат на овој нечестен начин со Бугарија и кога разговаравме за многу посуштински идентитетски прашања од оние кои што ги имаме денес, молев да бидеме вклучени со експерти и како пратеници. Имавме пресконференции во кои што нудевме имиња и презимиња во разни области да ги зајакнеме позициите на државата. Тогаш не знам дали се сеќавате, вие сигурно знаете, во интерес на јавноста, немаше ни 5 минути по завршување на пресконференцијата. Примитивната политика која што се водеше до тој период, веднаш бевме одбивани и исмевани. Денес имаме една друга политичка култура, бидејќи ние она кое што го зборувавме во опозиција сега и го реализираме. Јас сум верил дека кога ќе дојдеме ние на власт, во ова студио дека неколку пати, дека не само што мора да имаме поддршка и да имаме единствен унисон пристап во уставните измени и односите со Бугарија, туку таков треба да имаме и во здравството и во образованието, бидејќи мораме да заличиме понекогаш секогаш на сериозна држава, така е и ова. До сега ни понекогаш не заличуваме. Не, лапсус лингва беше, да не се фаќаме за тоа. Суштината е тоа дека покажуваме нов начин на водење на политичка култура. Ако ме прашувате лично, дали Венко Филипче има кредибилитет да зборува за било што во државата, јас мислам дека нема, но ние го почитуваме тоа што тие во партија се избрали да им биде претседател на партија. Дали, зошто пратениците ги прават законите и пратениците надворешни членови зошто надворешни членови би направиле подобри закони од пратениците? Законите ги прават пратениците и до сега и сега и во иднина ниту еден од нас не знае се, ниту еден од нас го нема целото искуство, ние до ден днеска се консултираме со разни експерти кога дискутираме за определено законско решение, кога креираме законско решение, се разбира кога дискутираме вака и јавно. Нас ни е работа да ги обединиме сите оние граѓани, независно дали се која етничка заедница се, независно во која професија се, ако ни интересира определена сфера, определена тема, консултираме експерти до ден денески, тоа е легитимно. Секој еден пратеник треба да комуницира со електоратот
граѓанинот и се разбира да ги пренесува потребите и интересите на граѓаните, впрочем, Зборуваме работна група, изборуваме собрание и процедура во собрание, работни комисија и групи така за натаму. подобрување на законски решенија се она кое што, како што имав прилика денеска да видам, го побарува господинот Венко Филипче. Ја сега ја пак ќе повторам, ако мене ме прашувате дали има тој кредибилитет, по мене нема Венко Филипче. Синхронизиране ставот на владата и на а ние покажуваме дека се договориле. како и на кој начин се подигнува политичката култура во едно општество. Претпоставам ќе ви одговори Тречуловски за Венко Филипче, ама најпрво сакам Пашули да ја прашам, дуи не беше на лидерската средба, иако како иницијатива кога тргна од СДСМ беше најавено дека за сите парламентарни партии треба да се случи, меѓутоа како што вели Филипче, најпрво премиерот веднаш ја прифатил и покажал позитивно разбирање за тоа. Вие денес имавте една жестока реакција, нели она моноетничка, мултиетничка реконструкција на државата, меѓутоа и велите во соопштението има две точки, односно да се договорат како да ни одговараат, каков правосуден систем им треба за да можат да продолжат да се напаѓаат во јавноста, но суштински меѓусебно да се заштитат дури кога во прашање ќе дојдат трагедии како онаа во Кочани. Најпрво, зошто го условивте вашето присуство на таа лидерска средба? Можете вие да седнете на таа маса? Види, Душица, благодарам за прашањата. Да, сведоци сме денеска на средбата на премиерот со лидерот на македонската опозицијска СДСМ, Венко Филипче. И да бидам искрена, од самиот почеток сметам дека лидерот на СДСМ покажа субмисивна позиција во денешната средба, бидејќи особено земајќи ги во обзир околностите во кои сме и се наоѓаме после трагедијата во Кочани, наеднаш и да искористам прилика да искажам длабоко сочувство до сите семејства на загубените животи, но и да посакувам што подобро да се подобрат и здравје на сите. Да. Сметам дека колегата Љупчо кажа политичка култура. Политичка култура не се гради по принцип на исклучување. И мислам дека оваа средба денеска не беше ништо друго освен провокација. И тоа само ги потврдува нашите досегашни обиди да ја креваме свеста дека не се работи за ништо друго освен за моноетничка власт и земајќи во обзир дека Македонија се темели врз, како што го нарекуваме, парламентарна демократија, тогаш тоа би значило дека сите актери на политичката сцена би требало да се присутни и не може да се зборува како да се подобруваат законите ако ги исклучувате и останатите представници на народот, во овој случај останатите представници на политичките партии. Вие бевте поканети, учеството го условивте со вашата анкетна комисија во собранието за затоа реков и во самиот почеток дека особено после тоа што се случи, барем сега ние како опозиција, тоа што треба, на што треба да вложуваме да добиеме одговори, нели? Пошто одговорите ги очекуваат и граѓаните, се заинтересирани, сакаат транспарентност на целиот процес и на се тоа што се случува. Меѓутоа, како што вие сте сведоци од тоа што се случуваше денеска во собранието, во текот на времето што се посветува на прашања за пратениците за опозицијата, токму премиерот одговори дека во оваа држава се води според неговиот закон, под наводници, што значи дека што друго би кажале во овој момент. И после тој негов одговор на координаторот на нашата парламентарна група Блерин Беџети, следеше и средбата со господинот Венко Филипче. Речуловски па Пренчев. Кратко, прво по однос на прашањето за кредибилитетот на Венко Филипче. Кредибилитетот на Венко Филипче како лидер на СДСМ, најголемата опозицијска партија, го дава членството на СДСМ. И тој има полн кредибилитет и да бара, и да предлага,
и сите активности кои се поврзани со опозицијското делување. А ако зборуваме по однос на постапки и така натаму, пошто и тоа беше начнато, тоаш можеме да зборуваме кој е кредибилитетот на ВМРО ДПМН, односно на премиерот Мицкоски, со сите предизборни лажни ветувања и ништо не остварено во текот на периодот после изборите. Но суштината не е тоа. Суштината е како да излезиме од оваа траурна ситуација во која се наоѓа државата. Што треба да направиме за да смениме по однос на подобрување на системот, затоа што сите сме сложни дека имаме нефункционален систем во државата. По однос на критиките од страна на ДУИ или Европскиот фронт, пошто прочитав вчера критики од други представници на Европскиот фронт. Имаше и денес. И денеска имаше. Сметам дека најмалце на ова прашање треба да се дава етнички предзнак. И исто сметам дека ДУИ не може никако да се снајде во опозиција. И очигледно е тоа, мислам, жалам, затоа што сметам дека самите граѓани албанци заслужуваат да имаат соодветна опозиција, албанска опозиција во парламентот која ќе се бори за нивните интереси, кој ќе ги критикува политиките на власта со ваков тип на етнонационализам и таква реторика. ДУИ само ќе почне да заликува на златна зора во Грција и ќе почне да огуби својот коалиционен капацитет. Јас сметам дека нема никаква потреба од давање на етнички предзнаци по однос на ваков тип на средби, затоа што средбата и поканата беше до сите политички партии, до сите политички лидери. Прво премиерот Мицкоски беше тој кој повика на таква средба и нормално и логично е во рамки на една демократска држава премиерот на државата да се среќава со претседателот на опозицијата, поготово по однос на суштински прашања. На крајот на денот нити едно етничко прашање не е предмет на разговори, не е предмет на оваа иницијатива. На оваа иницијатива предмет е подобрување на системот. Јас сметам дека и македонците, и албанците, и турците, и власти, сите етнички заедници истото барање го имаат, истите очекувања ги имаат од нас политичарите. Да го подобриме нивниот живот, нивниот стандард, здравството, образованието. Кратко, јас сакав на колешката Пашој да реплицирам, прво на колегата. Видете, јас кажам дека според мене Венко нема кредибилитет, но ние го почитуваме тоа што вие си го избрали да ви биде претседател на партија. И втората реченица беше дека начинот на водење на политика на сегашната власт, сегашното управувачко мнозинство е сосема спротивен од тој кој што го имаше вашата власт, почнувајќи од примитивните политики на Заев, кој што сметаше дека он треба да прави опозиција, ние не напротив, сметаме дека е некредибилен, но вие си го ставилите, ние го почитуваме тоа. И мислам дека тука сме на чисто. Во поглед во интерес на јавност, сакам да апострофирам, а тоа е дека од Демократската унија за интеграција вие веќе понесовте барање за анкетна комисија. Како што имам јас информации, не сте успеале да ги убедите ниту членовите на Европскиот фронт. Не е вистина. Сите да се потпишат. Како што имам јас информации? Не ти се точни информации. Без нервози? Без нервози, нема. Како што имам јас информации, сте потпишани 16 пратеници. Не беше колешката тука и таа е приклучена. Да. Мислам дека е многу сериозна работа за било кој колега да биде во собрание. И четврто, пред 2 недели беше. И четврто, ако може да заклучиме, е тоа дека со години и по дебати, и по пресконференции во собраниеве слушаме дека ДУИ начело со Али Ахмети е некој фактор на стабилност, некој фактор на магнет кој што околу себе координира различни политички партии со различни идеолошки определби. Денес можеме да видиме дека денес ДУИ е најизолираната партија во собранието, која што целата опозиција не може ни два пратеници да убеди, да разговара со нив, да подржат нешто кое што ДУИ смета дека треба да се случи во рамки на собранието. Мислам дека оваа лекција треба да ја сватите малку посериозно. Мислам дека голата политика, голото политиканство и националистичкиот однос треба да си го оставите во минатото и да се реформирате, бидејќи како сте тргнале овака, мислам дека тоа е ваша работа. Повелите. Имате за реплика. Ме чуди што сега ВМРО ДПМН бара конструктивна опозиција, кога тие се основачи на активната блокада за минатиот мандат и кога и за време на многу тешки времиња после пандемијата и во тој период на рекуперативен од целата таа траума, тие беа многу активни и ентузијасти за таа активна блокада. Како и да е,
работата е што тоа што го кажа господинот Пренџов не е вистина. Како што вие најавивте, ние 2 недели бевме, значи сите активности беа изолирани во собранието, што значи дека и контактот со останатите пратеници беше ограничен. Меѓутоа, тоа не значи дека ние не разговараме со колеги кои во многу скорешна иднина ќе ни се приклучат во да. Колку потписи ви недостигаат за таа анкетна комисија? 2 потписа. Побаравте ли од останатите опозицијски партии да ве поддржат? Сме побарале и сигурно во текот на наредната недела би имале и ќе дадеме и одговор. А од власта, од владеачките партии? Не можам сега да ви кажам, пошто не можам да давам информација кога не е таа целосна, ќе биде полуцелосна, вистините, меѓутоа сакам само да кажам дека нашите обиди за да дојдеме до целта не се прекинати и има и други механизми кои можеме да ги користиме во собранието со цел да добиеме одговори. Не може овој трагичен настан да помине онака како да замижиме и да заборавиме, тоа го значи ние ја имаме одговорноста барем почит кон тие жртви, кон нивните семејства, да ги добијат одговорите и нормално дека правдата да не биде селективна, туку вистинските виновници да бидат позади решетки. Алудирате на надзорна расправа? Ке барате надзорна расправа? Да. Ке се приклучите на барањето на левица или Не, најверојатно ќе имаме наша иницијатива. Жилски, зошто не се подпишавте на иницијативата на ДУИ, бидејќи имаше едно соопштение после Централниот одбор на СДСМ дека ќе побарате во соодветен момент анкетна комисија, па имаше потоа една изјава дека ќе дадете шанса на истрагата, а истрагата секојдневно ја критикувате по пресови дека е селективна, па малку е контрадикторно сето тоа. Зошто не се подпишавте на нивната иницијатива? Вака, тука мислам дека треба да направиме прво јасна дистинкција, што е анкетната комисија, истрагата во тек и така натаму. За да имате ефикасна анкетна комисија или ефикасна надзорна расправа, вие треба да имате завршена барем истрага и покренато обвинение за да вие може да стигнете до информациите кои ви се потребни. Во оваа ситуација, доколку се обратите до институциите, да добиете одредени факти и информации, вие ќе добиете одговор дека истрагата е во тек и тоа не може да биде споделено. Ние остануваме на ставот дека ќе бараме анкетна комисија односно на ова прашање, меѓутоа во моментот во кој ќе можеме да ги постигнеме сите потребни ефекти кои се однесуваат на резултатите, односно на исходот кој треба да произлези од таа анкетна комисија. По однос на истрагата и критиките кои ги пласираме секојдневно, денеска истото беше презентирано и на пратеничките прашања, значи ние јавно, јасно и гласно по однос на секој сомнеж за селективна правда, за пропусти кои едноставно се премижува покрај тие пропусти, ќе укажуваме во целиот овој период. Оставаме затоа што она што беше презентирано од страна на истражните органи дека е прва фаза на истрагата. Очекуваме дека комплетната истрага која ќе се заврши, да ги земи во предвид, односно да ја лоцира одговорноста кај сите. Не може да имаме одговорност само за поранешни функционери, не може една цела година ние да ја премижиме како да не постоела, не може да не побараме одговорност по однос на актуелни функционери кои биле задолжени за јавен ред и мир, кои носеле високи функции во МВР и така натаму, во пазарен инспекторат во моментот на случување на несреќата и непосредно пред тоа, иако знаеме дека директни одговорности и надлежности има МВР кои се однесуваат на директниот причинител на тој пожар кој однесе 59 животи. И тие факти ние ќе ги обелоденуваме постојано и денеска на собраниска седница ги обелоденивме, затоа што нема правда ако има селективна правда. Тоа ми е поентата, контрадикторни сте. Апсолутно не, апсолутно не. Од една страна ја критикувате истрагата, од друга страна велите ќе ја дадеме шанса на истрагата, па потоа ќе бараме анкетна комисија. Па вие, СДСМ и вашиот лидер активно учествувавте во анкетната за онкологија, АБЕР нема обвинение. Ниту истрага е завршена, ниту има АБЕР од обвинение. Истрагата добра стега е завршена пред 2 недели. Вака да ви по однос на сите овие прашања. Значи, имаме случај кој е случај на 16 март. Значи, ние ги следиме постојано сите активности, сите аспекти од истрагата. Следиме и тоа
првите моменти од истрагата, кога не се знаеше кој е на кој подреден, дали МВР на јавното обвинителство или обратно, јавното обвинителство на МВР на извршната власт. Имавме моменти каде од страна високи функционери на власта, вклучително премиерот, министерот за внатрешни, беа денунцирани, односно покажувани со прст одредени поранешни функционери и посочувани како виновни без при тоа да се води сметка за презумпција за невиновност, дека истрага е се уште во тек, дека не е завршена истрагата и така натаму, и соодветно на сите пропусти кои се направени во текот на истрагата досега, за кои ние сметаме дека се направени. Меѓутоа, доколку имате фактичка ситуација каде што истрагата е во тек и викаме прва фаза, втора фаза треба да опфати дополнително, тоа е официјална изјава на јавното обвинителство, ние очекуваме дека сите инволвирани кои се огрешиле пред законот дека ќе бидат опфатени со оваа истрага. Апсолутно анкетна комисија ќе биде побарана и апсолутно на таа анкетна комисија ќе бидат презентирани сите факти и аргументи до кои ние ќе дојдеме, се со цел да се лоцира комплетна одговорност. Уште еднаш ќе потенцирам, нема полоша за една држава од селективна правда. Бренџов, зошто власта не инициира анкетна комисија? Вие рековте дека барањето ви е прифатливо, зошто вие не им помогнете на ДУИ да се подпишете на нивната иницијатива? Да дам моја видување на целиот овој наставак, ми дозволите едно мало интро, ќе одговорам на секое прашање. Прво, дали сите ние како граѓани пред се, бидејќи се сме прво граѓани, потоа имаме различни професии, имаме сумња за тоа како институциите реагираат во вакви ситуации, имаме. Зошто? Бидејќи такво ни искуството. Зошто? Бидејќи во последниве неколку години живи луѓе ни гореа, имавме 0 обвинети, 0 кривични пријави. Имавме ласкарци луѓе починаа на лице место, имавме 0 обвинети, 0 кривични пријави. Во Бугарија изгореа луѓе, имавме 0 обвинети, 0 кривични пријави понесени од страна на МВР. Има пресуди. Понесени од страна на МВР во Бугарија. Значи, тоа нас ни дава за право, но денес имаме сосема различен случај, а тоа е дека во првите 48 часа повеќе од 30 луѓе беа повикани на распит, повеќе од 20 беа задржани, повеќе од 20 добија притвор. Во првите 72 часа или 80, 36 луѓе завршија со осомничени, како ми тоа се правниот термин, завршија во притвор и 3 правни лица. Сосема друга состојба имаме од 0,00 на 36 и вели дека ова е само првата фаза, отпочнуваме втора фаза и ќе видиме кој се плюс ќе биде осомничен. До сега актуелен е само Лјупчо Папазов. Само да завршам, јас мислам дека али сите поранешни се у притвор. Дека овој настан од трагедија и реагирањето на институциите соодветно како што е до сега, така и ќе продолжи, ќе биде една од причините да полека но сигурно создадеме доверба кон институциите, бидејќи од она кој што го гледаме сите ние заедно, а никој немаме информација од обвинителството, е дека навистина членови на Социјалдемократскиот сојуз се во притвор. Дека навистина членови на ВМРО ДПМН се во притвор. И дека навистина членови на ДУИ се во притвор. Тоа е фактичка состојба. Од сите политички партии има луѓе притворени. Не дека се од политичка партија, туку дека се во процесот кој што нанел такво зло на македонското општество. И само така треба да се продолжи да се тера истрагата и секој еден со име и презиме за што е виновен, толку ќе добие пресуда. И јас ве уверувам во тоа. Па се ако анкетната комисија. Реков се ќе одговорам, само морам да имаме една следствива за да ни разберете позицијата. Кога ние сме гледале како опозиција дека поминале 30 дена, 40 дена, МВР не поднела кривична пријава, нема ни еден осомничен, луѓе живи гореле, нормално дека како опозиција реагирате и барате одговори. Денес имаме 36 уапсени и уште ќе има. Сакате кажете дека нема потреба од анкетна комисија? Не. Секогаш има потреба. Нас ни е работа како собрание да носиме закони, да правиме надзор врз институциите. Но даваме шанса да заврши истрагата, оваа втора фаза, кога ќе имаме сите заедно на топ тан, осомничени, кој зашто е, кој што направил, ќе ни каже обвинителството, кога веќе ќе има пријави и тоа ќе биде и јавен полаток, бидејќи ние не сме луѓе кои што ќе влеземе таму и со белешки службена тајна или државна тајна, ќе земеме тоа и ќе го презентираме, тоа знаеме дека забрането со закон. Кога ќе бидат пред јавноста обелоденети доказите, ќе биде кој зашто е обвинет,
За кој за што му се бара одговорност, се разбира дека тогаш пак ќе Ма дојде вие дека бевте ќе дел од разговараме и ќе имаме од анкетната за И тоа онкологија. бев многу активен Исто во беше, онкологија. исто немаше Да обвинение, ме исто прашам, во истрагата беше онкологија до во тек. денеска, колку луѓе се приведени за онкологија? Мислам дека Колку да. луѓе лежат во притвор? Чекаме Колку луѓе се обвинение. осудени за Чекаме обвинение. Чекаме и за ласкаци, чекаме и за кавелот е крив. Таму има Никој никогаш за ништо во оваа држава не одговара не. за овие работи. Денес тоа- имаме 36 во притвор и уште ќе има. Тоа е лажна теза. И јас Ќе кратко ви само. Да, да. ќе дозволам. Да го подсетам колегата Љупчо Пренџов дека на тие 4-8 часа заборави да каже дека премиерот беше и обвинител, и судија, и знаеше се, и кој треба да оди зад решетки, и ни даде многу јасна слика дека ова не може ништо друго на ништо друго да личи, единствено на селективна правда, пошто како може да обвинува премиер без да ги има тие податоци за кои зборува господинот Љупчо Пренџов, а исто така не заборави на неговите изјави јавно да зборува и за изборите што доаѓа, што значи дека сепак и тука размислувал на политички поени, што е жално. Како и да е, мислам дека многу е важно пошто не е прв пат да власта сака да се наметне на собранието и таа политичка контрола се случува, сведоци сме, со колеги го зборуваме, пошто не може да дојдат министри како каубојци да кажуваат на пратеници што да кажат и како да кажат, а најмалку може премиер да каже дека со неговиот закон се водат луѓе за уши. Така да мислам дека за целата таа убава слика дека ние се трудиме и имаме квантитативно толку и толку приведени, забораваме дека приведените се сите поранешни функционери, носители на јавни функции и сегашните изгледа дека воопшто не чувствуваат вина, окей, ама ни морална одговорност. Најмалку што можеа да прават и министерот Тошковски и премиерот требаше да даваат оставка поради морална одговорност. Тоа не го направија, изгледа за нив ќе останат локалните избори, ако не и парламентарните, што значи одговорот на граѓаните и тогаш ќе дознаат на вистина колку убаво течела целиот овој процес. Чуловски е наред. Ако ви дозволи он 30 секунди. Може, после сакам и јас да искоментирам. Јас ќе бидам краток, благодарам. Почитувана колешка Пашоли, две работи се сигурни, можем да ги заклучам. Првата работа е тоа што една работа во целиот тој настан трагедија, сигурно е тоа дека таа дискотека работела без лиценца со години. Вие не сте знаели. И факт е дека Министерството кој што го издава тие лиценци за економија во последните 20 години е 20 години раководено од ДУИ. А полицајците што И биле таму немавте не храброст знаеле каде да одат се отргнете малолетните од дневната деца? политика и да осудите. Не, И тоа ме чуди од не, вас. не, И второ, никако да дневна завршам, не ме политика. прекинував никогаш. Не, со И оваа второ да трагедија завршам, никако. спомнувајќи го цело време премиерот, не вас лично, туку ми е презиме, но најголем дел од понешните функционери на ДУИ, замнеки ми е ноќна мора, затоа што не може да се договорат, да преговараат со него и затоа што истрагите и правдата во оваа држава си доаѓаат. Вие како пратеник, кој што според мене сте честна пратеничка и од ДУИ, сметам дека треба да се оградите и да не браните нешто што не се брани во јавноста. Толку сакав чисто добронамерно вие две работи да ви ги кажам. Краток коментар, значи многу е лошо ако создадеме една перцепција кај граѓаните дека бројките се битни. Ние имаме уапсено, баш е таа терминологијата што се користи, 30 и кусур луѓе. Не ние, обвинителството Значи, не беше изјавата на обвинителството, ова е изјава доаѓа од министерот за внатрешни, од премиерот и така натаму. Тој води истрагата, И тоа е, а премиерот одговара. Значи тоа се фактите. Не сме да се стави се на бројки, односно Обвинителството води квантитативно. истрагата, полицијата апси по налог на Така е. обвинителството Така да е, биде на малку така меѓутоа вие може да земите да се расфрлате пердуви, да лапсите 200 луѓе и да кажете ние задоволивме правдата. Правда ќе биде задоволена.
кога тие што биле носители на најодговорни позиции, особено во ВМРО Кочани, во СВР Штип, Бирото за јавна безбедност, кои не постапиле соодветно на нивните законски надлежности, која не ја запреле забавата кога утврдиле малолетници внатре во просторијата, која не запалиле светла и да ја прекинат забавата, која виделе пиротехника за која е потребно МВР да даде согласност, а нема дадена согласност, не ја прекинале исто забавата, кои не постапиле превентивно, немали изготвено соодветен план за таков тип на настани, со кој ќе се превенираат овие состојби, и тие луѓе ги немате никаде во истрагата, тоа апсолутно отвара сомнеш дека се работи за селективна правда. Затоа што не може сите претходно да бидат криви, а сега во моментот кога се случува овој кривично правен настан, што би рекол министерот за внатрешни работи, да не понесува одговорност ниту еден актуелен функционер, нити од пазарен инспекторат, нити од МВР и така натаму. Втората димензија, ова што ја спомна и колешката, кај ни е нас онаа морална вертикала за која треба малци за тоа да зборуваме. Етиката и моралот во политиката се многу важни, особено кога се работи за функционери кои се на високи државни позиции. И јас искрено очекував, лично, барем од Панче Тошковски, таква перцепција сум добил за човекот, не го познавам лично, дека уште вечерта ќе даде оставка не од повиклива, од морални причини. Зошто? За на тој начин да ја тргни да го тргни било каков сомнеш по однос на водењето на истрагата, меѓутоа да дозволи таа истрага утре по 3, 5, 6 месеци да докаже негова невиност, затоа што моралната одговорност не подразбира кривична одговорност, прифаќање на вина и така натаму. И на тој начин, како чист политичар, да може да се врати на голема врата во политиката. Вака ќе остане да му тежи ова како политички товар по неговата и на политичка кариера. И ако беа добронамерни неговите сопартијци од ВМРО ДПМН, ова ќе му го сугерира. Затоа што тоа е начин на кој се води политика. И паралелно кога зборуваме за истрага, треба да направиме три дистинкции. Едната е директно кривично правниот настан, ситуацијата, односно случувањето, предизвикувањето на пожарот и одговорноста за тоа. Втората работа е лиценци и така натаму, на крајот на денот ако имало фалсификувана лиценца, кој е органот што утврдува фалсификат? Тоа е МВР. Вклучително и дотолку повеќе што на денот на настанот и фалсификуваната лиценца истечена. И не може МВР да нема сознание дека таа лиценца, тој клуб и фалсификувана имал до 13 март. Следен пат А настанот е државен 16. инспекторат влегол во таа импровизирана дискотека во 22 година. Така? 22 година. Сега сме 25. Сега, ова баш ваша констатација. Значи дека можеби претходно се правиле пропусти. Друга работа што е многу суштинска, која сите избегаваат да ја споменат. Истиот објект бил реновиран во август минатата година. Што значи дека целосно се промениле условите и да имал тој лиценца, правно гледано, тој бил реновиран, значи сменил изглед, можеби влезови затворил и така натаму, кој дал одобрение за реконструкција на објектот. Дали општината не знаела дека се реконструира објектот? Дали МВР не знаело дека се реконструира објектот? Кој дал дозвола за користење на паркинзи кои не постојат? Значи постојат еден куп работи на кои на вистина истрагата и јавното обвинителство треба да поводи сметка за да остави барем малце доверба кај граѓаните кај имаме фер и транспарентна истрага и Може овие прашања се и за анкетна комисија на кој што ќе има одговори. Знам дека сакате двајцата, но мораме да правиме пауза за реклами и на двајцата ќе добиете време за реплики. Правиме пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа лидерската средба, заклучоците од неа, обвинувањата, меѓутоа и сето она што се случуваше периодот во земјава, дали треба или не треба анкетна комисија и дали собранието треба да ги активира механизмите по трагедијата во Кучани, мои вечерашни теми, Митко Треџуловски, СДСМ, Арбана Пашоли, Дуи, Љупчо Пренџов, ВМРО ДПМН. Ви останав должна, Пашоли, ајде со вас. Па, сакав на колегата Пренџов да му кажам дека судбината на луѓето, особено нивните животи, воопшто не се тема за дневна политика. Во тоа го уверувам. Јас верувам дека сите нас многу не трогна настанот и воопшто ниту го очекувавме, ниту го посакувавме. И на некој начин станавме посвесни дека на вистина зинџирни институции треба да се разгледуваат и да видат кај ни се грешките, да се поправат, истото да не ни се случи пак. Меѓутоа, како и да е. Не може да се каже дека
барем кочанчани не знаеле што се случува. Доколку има толку и толку докази, сега со социјалните мрежи имаш преку стотина приказни на луѓето што живеат таму и што споделуваат, дека имало инволвирани, кои се, што се, тоа се работа на надлежните институции да проверуваат. Меѓутоа, не може да се дефокусира јавност. Вистината, како и да е, ќе излезе на виделина. И не може преку селективна правда да се дојде и да се каже дека ние постапуваме поинаку, ние преку бројки ќе ви докажеме колку сме посветени за правда. Значи, пак ќе кажам, и зошто го спомнав премиерот, пошто во тие 2 дена единствено слушнавме јас мислам, јас ова, јас тоа. Не остави премиерот надлежните институции и представниците да излегуваат и да го искажуваат своето мислење. И затоа тука го спомнувам премиерот. Иначе ќе го спомнев представникот кој ќе беше одговорен да даде одговори во тоа време после трагедијата. Меѓутоа, не знам, некое егоцентрично однесување на премиерот, сакаше да има контрола над се и нормално дека доаѓаме до тој заклучок дека денеска после 2 недели за него ќе зборуваме. Така да не е намерно, туку тој сам се постави во таа позиција да денеска зборуваме за него. Да, Божица, бидејќи имавме реклами, па сакам да искоментирам она кое што го зборуваше колегата Тречудовски. Каже, јас вика Панче не го познавам, но добро е за него, сега тој да се трне, па да се врати на голема врата, па истрагата. Не, да даде оставка од морални причини. Колега, знаете како? Не од повикливост. Знаете како? Така. Ниту една наша индивидуална кариера или камбек, ниту пак топта на сите нас политичките кариери, не се ни 1% од еден човечки живот. Не заменувај тези. Значи, тука сосема е неважна политичката кариера на било кој. Не зборувам за само завршам, имате можност препоставувам. Второ, бидејќи вие не го познавате, ја го познавам многу години. И ќе ви кажам дека таа работа ќе истера до крај. Тоа што ви каже тој денеска, независно од тоа која политичка партија и која функција има во моментот. Тој треба да почне од себе, Љупче. Без нервоз. Да. Во моментот или во минатото. Трето. Гледам дека зборувате дека многу имало уапсени, дека сега некој зборувал, бидејќи има толку многу уапсени, па сега нешто фрлате. Не. Беше кажано зошто? Затоа што господинот Тречудовски и самиот министер кажа дека отвораш од дека направиле криминал е труло. Отвораш од дека и тука има криминал. И нормално е дека секаде кога има криминал, луѓето треба да се викнат на разговор и потоа се одлучува дали ќе одат во притвор, дали ќе има обвинение или нема да има обвинение. И трето, да не изиграваме ниту суди, ниту обвинители. Тоа го правеше Ние премиерот. не знаеме првиот обвинет што кажал за 8-миот, како дошле до 12-тиот и 13-тиот, дали го зборувал 30-тиот обвинет. Да оставиме на институциите да ги решат работите. Апсолутно. И сметам дека дискусија и правење на политика на оваа тема нема и не сме да има од ниту една политичка партија, независно, како што кажав, кој кај се нашол, кој бил уопсен, ние сме одлучени да криминалот и корупцијата во оваа држава ги сотреме. Антони Пешев, единствениот функционер во оваа држава што поднал оставка од морални причини, и толку друга не сме доживеале. Видовме еден куп трагедии изминативе години. Ако сакате од Бродската несреќа, модуларната, Беса, Дурмо и така натаму, се исти што оставка не видовме. Не од повиклива поднесена. Сакам тука околу, ќе ви дозволам да одговорите, меѓутоа сакам и ова да го отворам како прашање, бидејќи не го отворивме. Денеска семејствата на дело загинатите во модуларната во бараа да се реотвори тој случај, и власта рече дека прифаќа анкетна, доколку се надополни тоа со модуларна, Дурмо Турс и Беса Транс. Тречудовски се тоа ли е поводот, заради тоа ли ретарирате, се плашите ли од истрага за модуларната? Апсолутно не. Еве, прво ќе дадам чист јасен одговор по однос на ова прашање, после краток коментар по однос на замената на тези кои ги направи колегата Пренчев. Значи, по однос на анкетната комисија, јасен став има slobodna и за модуларната, и за Беса, и за Ласкарци.
Нема И за никаков онкологија. проблем и за онкологија, Онкологија, каде што имаше веќе анкетна комисија, меѓутоа нема никаков проблем сите теми што стојат како терет на општеството и кои предизвикале трауми кај граѓаните да се отворат и соодветно низ собраниската процедура да добијат соодветни заклучоци онака како што е пропишано. Упорно се наметнува една теза борба криминал, корупција, сите ќе ги опсиме и така натаму. Јас сега од тука сакам да повикам како актуелен пратеник. Секој оној мој сопартиец, било од друга која партија, било од која друга етничка припадност, за кои постојат одредени сомневања за прекршување на закон, одовде ги повикувам сите органи да направат проверка и соодветно доколку има докази да го повикаат на одговорност. Меѓутоа, кај се направи замена на тезите? Јас не зборував од аспект на камбек, политички кариери и така натаму. Мојата главна поента цел беше носењето на моралната одговорност. Значи, моралната одговорност е подеднакво важна во едно демократско општество, како што е политичката одговорност. Само сакав да укажам дека кога човек лично ќе понесе морална одговорност, остава простор, времето и страгата да покаже вина или невиност и на тој начин слободно, без било каков баласт политички, да може да се занимава и со политика понатаму и така натаму. И по однос на она што се наметнува како теза цело време безбедносниот систем функционирава. Значи, ние имаме една ситуација каде што 14 месеци е Панче Тошковски министер за внатрешни работи. Кај што владата веќе користи, односно завршува 1/4 од својот мандат. И ние не можеме да бараме дополнително време и така натаму, колку време му треба на владата да почне да постапува. А зборуваме за безбедносен систем во кој најблиското обезбедување на премиерот е документирано кај што оддава државни тајни за пари. Дали тоа се случило еднаш, дали повеќе пати и така натаму. Значи, безбедносниот систем е решето. Ако тој оддал државна тајна за 50.000 евра, што бил спремен да направи за 500.000 евра? Значи, зборуваме за најблиско обкружување на премиерот на државата, демократски избран од народот. Ако тој нема загарантирана безбедност, како граѓаните, обичните луѓе ќе се осеќаат безбедни во своите домови. Значи, зборуваме и уште неколку други Многу елементи. покусава, молам, бидејќи сакам да опфатам и други теми. Имавме еден куп примери што ни се случува на северната граница. Решето. Дали со Африм Гаши ситуацијата, дали со Блерим Рамадани, дали со Артан Груби, дали со другиот член на обезбедувањето на премиерот и така натаму. Ова го кажувам многу добро намерно. Затоа што државата мора да води сметка за својот безбедносен систем, за граѓаните да се осеќаат безбедно. Ако нашите највисоки функционери, највисоки државници не се сигурни, а ова остава таков впечаток, што остана за обичните граѓани. Најавувате интерпелација за Панче Тошковски? Значи, интерпелација за Панче Тошковски, тоа е одлука која треба да се донесе, во овој момент нема донесена таква одлука. Криминалот во оваа држава, јас тоа го зборував и на денот кога се формираше владата, имав свое обраќање, и кажав дека криминалот е на улиците, но и голем дел од криминалот е во МВР. Бидејќи некој претходно беше подолг временски период министер и од Ранковиќ во бивша Југославија. Значи, Оливер Спасовски многу долго време беше министер и криминалот се вгнезди во МВР. Од кога Панче е таму министер, од она кое што јас го следам преку вас медиумите, троцифрена е бројката на избркани полициски службеници. Само вчера 10 луѓе ги избрка од работа, има дисциплински постапки поради тоа што лажирале некои патни трошоци. Сакам да кажам дека нема да има пардон кон никого. Ама било возбедување на премиерот, ама било возбедување не знам кого, пред никого нема да има пардон кој што ќе направи криминал. И за актуелните директори на ДП и УИФ. За разлика од времето, само завршам, за разлика од времето, само завршам, ве молам, за разлика од времето, кога имавме шефе ке пукам во собрание, пукај како му беше името, не знам, и потоа го ставаш началник на јавна безбедност, наместо да оди во суд. Значи, такви времења веќе нема. Во поглед на актуелни директори. Јас многу добро ви кажав, а денеска тоа беше да ги убијат во собранието. Повторно, смирено, ве молам. Ве молам. Констатација. Не навлегувате некаде кај што немате потреба да навлегувате, само иницијативно. Ова е Јас контрола тука. не ве носам, јас ви кажувам само моje мисли, вие може да се согласите, може не се согласите. Апсолутно истина. Ама шефе ќе пукам е спротивно на закон. Пукај, како му беше името. И он пука. Исто како што вие имале нешто спротивно на закон направено. Оние кои што правеа спротивно на закон во собрание се уште во занданите. А тој шефе ќе пукам, пукај,
тој не беше во затвор, туку беше втор човек во полиција 7 години. Затоа не навлегувате во работи каде што бидејќи вие сте таму како партија символ за недоследност и символ за криминализираност не само во МВР, туку и во другите институции, како што може да видиме од истрагите. И должам одговор кон вас, како што ви кажав на почетокот на оваа дебата, тоа зборувавме денеска и во собранието, ова е првиот дел од истрагата. Истрагата продолжува, ќе видиме се. Ќе излезат за некоја недела, точен редослед, што се случило, зашто се случило, точни обвинувања, претпоставувам пак ќе не викнете да дебатираме и ќе можеме да имаме тогаш една посоодветна дебата базирана на аргументи, бидејќи овака е Пашули, поранишниот министер за економија Кришни Бектеши е во притвор, е дел од осомничените за трагедијата во Кучани и од вашата партија пише дека се работи за политички прогон, така го квалификувавте. Така. Актуелниот министер за економија пред неколку дена имаше изјава дека не чувствува одговорност и дека Министерството за економија нема никаков механизам за проверка на лиценците. Го штитите ли, како што вели власта, криминалот на Кришник Бектеши? Па сега кажете ми вие дали треба да си експерт по право или треба да имаш само здрав разум за да правиш споредба зошто Кришник е таму кај што е, а сегашниот министер вика дека тој нема компетенции или дека не може да одговара, пошто нели или некој го штити, или прашањето ми е баш до Љупчо, пошто тој е близок и со премиерот и со министерот, па да ми каже дали Кришник е во притвор поради тоа што му е името Кришник, дали Кришник е во притвор поради тоа што е способен и храбар член на ДУИ, дали е поради тоа што, не знам, има таму некоја политичка одмазда од некој што не му се свиѓа, пошто нели на премиерот му се свиѓаат само послушни албанци, не му се свиѓаат храбри албанци, или не е така? Ова партија ви рекува да ме прашате? Не, ова ми дојде многу спонтано, поради тоа што нели пак ќе се навратам, вашиот премиер знаеше од првиот ден кој е виновен, кој треба да оди во притвор, јас, само тоа го слушнавме, дури не се освести преку медиумите дека треба малку настрана да се отстрани за да институциите ги превземат своите одговорности и да дават отчет на тоа што се случува. Ве разбрав. И од тоа кој што ме прашавте, сосема ми е јасно зошто неколку месеци наназад Гледин Беџети не доаѓа на дебати, бега, туку праќа луѓе кои што не треба да ги праќа. Гледин Беџети не е присутен сега тука. Гледин Беџети оној кој што е пака препознатлив во собранието, човек кој што или плаче по власт или плаче што сфатил дека нема да биде на власт. Тоа е прво. Второ, кој ќе биде во затвор, одлучува судијата, МВР прави истрага, и ви уверувам дека секој некој што правил криминал ќе оди во затвор. А по која основа сегашниот министер е слободен, а Кришник е во притвор? Само да завршам. Да. Тоа прашање е во истрагата, за тоа прашање ќе имате прилика да прашате и во собранието. Имате институт партенички прашања, тоа треба да ги знаете, а тоа кој бил храбар, кој не бил храбар и тие провокации со мене немојте, тие чувајте си ги за храбрење на членството. А со мене може да разговараме за она што значи закон, ред и поредок. Се што е поврзано со закон, ред и поредок, јас сум ви соговорник, се што е поврзано со манипулација, со дневна политика, со мотивирање на членство, тоа по партија со другите. После големата трагедија, што ми е жал што ја спомнувам, најголема трагедија е токму тоа, селективната правда и тоа што сигурно имала некоја шема по кој ќе одат министерот. Па вие така почнавте. Не сум слушнала. Така вие почнавте, вие знаете се. Јас. Вашиот премиер, не ти, вашиот премиер. Со мене разговарате, а премиерот е должен да знае што прави министер за вътрешни работи, бидејќи по закон МВР реферира на премиерот и ве молам, немате потреба да инсинуирате и немате потреба работи кои што ги знае било кој патен во втор момент да не ги знае како функционира воопшто светот, мислам дека тоа немате потреба.
Сега, овие од ВМРО знаат само да навредува со Не ве цел навредив да ништо. затворат Се извинувам, ништо не ве дискусија, навредив. пошто така прават и нивните министри, изгледа и во собрание кога доаѓа, така се наметнуваат и над пратениците. Ама Сад тоа не ви е личи во грешка. Излега на телевизија, вие мене Не, знаете не. храбрите албанци, мислам сега. Па храбрите албанци, така, пошто послушните ви се во коалиција, пошто еве и се и вечерва тука ги немате за да ги прашаме тие што да мислат. гарантирам дека Така сум на страната на правото, правдата Не е и така, на Личо. соодветната истрага. Сега Ке сте на поминат страна двете на фази, ке селективната отвориме, ке правда, видиме, никогаш да, не сум на да. селективна правда. Па Напротив. така е. Ќе се докаже. Премиерот, кога се отвори прашањето околу моралната одговорност, рече ако треба некој да биде морална одговорност, ева јас ја превземам врз себе целата таа одговорност. Го парафразирам, не го цитирам. Меѓутоа ќе расчистам со сето ова, па ако треба ќе побараме, ќе одиме на избори или ќе побараме довербата за системот кој што ќе го расчистам на избори, јас ќе бидам самиот тој што ќе ја урнам мојата влада, пак го парафразирам. Имаше повеќе јавни настапи. Очекувате парламентарни избори заедно со локалните? Видете како пратеник од опозиција, логично е и да бараме предвремени парламентарни избори, но она што во оваа ситуација многу симптоматично е како една партија со 58 пратеници, со толкавно мнозинство, зборувам, како коалиција 78 пратеници во собранието, по нецели 9 месеци почна да зборува за избори, па гледаме најава на Таравари за излез од владата, па гледаме други најави во рамки на коалицијата и така натаму, па гледаме одредени исклучења помеѓу министер за правда и актуелен подпредседател на собранието, и тоа покажува една друга димензија, тоа е дека постои еден мисменеджмент во рамки на владата и во рамки на институциите, и тој и во рамки на коалицијата нормално, и тоа дополнително со слабиот перформанс, слабите резултати на соодветните министерства, со честни исклучоци на неколку, ја прави таа нервоза, каде што албанските партии веќе внатре почнуваат да вагаат дали имаат повеќе ќе да бидат внатре во владата или да излезат од владата, каде што имаме нервоза во рамки на знам, затоа што тие идеолошки целосно се обезличија, нивните министри не знаеме ни дали постојат, дали министерот за правда или министерот за администрација, каде што имаме, само како 2-3 примери ќе ги набројам, вице-премиер кој освен што се занимава со промоција на српски свет и носење на Додик во Скопје, немаме ништо друго видено од него, кај што имаме друг вице-премиер Љупчо Среќно Димовски. сите го слушавте, Милорад Додик, Значи, и јас вашиот го- лидер и премиерот. Не, мојот став е многу јасен по на тоа прашање, каде што имаме вице-премиер Љупчо Димовски, кој не знаеме како му поминува работниот ден, каде што имаме министер за дигитална трансформација кој до пред 2 дена немаше функционална веб страница, каде што имаме министерка за енергетика, ресор кој беше посебно направен со измени на закон, со сериозни надлежности, што не ја имаме видено со месеци. И сите тие неуспеси во рамки на испорачување на резултати, заедно со сето друго, зборувам за менаџирање на односите, пошто е тешко да менаџирате вие во односи во една коалиција, на крајот на денот ја појавува оваа нервоза. Се плашите ли од доколку- предвремен? Апсолутно не. Апсолутно не. Доколку се створат околности за предвремени парламентарни избори, не се плашиме, и јас ако ме прашувате лично, јас сметам дека единствен излез од оваа цела ситуација која е креирана се предвремени парламентарни избори. Нема да се согласи лидерот ваш со тоа, бидејќи денеска Ова се е моја лична договорија за мислење. реформи Ова е моја лична и работни групи, па што ли вие барате предвремени од првиот ден, од кога се од 9 мај барате предвремени парламентарни избори? Па така е, пошто оваа влада коалицијата беше основано многу по, како да кажам, недобар мотив, пошто и Вреди и ВМРО ДПМН единствено што има заедничко е омразата кон ДУИ, кон Европскиот фронт. Како и да е, тоа што навистина ми е жали за граѓаните, многу е чудно за коалицијата и за власта дека работите ги решаваат на социјалните мрежи. Не е вообичаено да излезе премиер да каже овие двајца имале лош ден, па сега се смирија. Значи, многу е чудно, или пак, доколку другиот партнер од коалицијата не се согласува за нешто, излегуваат, преведуваат едни на други, што тој мислел или обратно.
Така да, иако Лјупчо се обидува да каже дека се обидуваат да бидат поинаку, да бидат транспарентни, да се трудат дека нема да бидат како ние во минатиот мандат, изгледа дека се уште полоши. Поради тоа што немаат кохезија, кога немаш внатрешна кохезија, тешко е да унапредуваш, а уште полошо кога имаш омраза. Сите работи основани на омраза се лошо завршуваат и ете го гледаме и крајот на ова и ние и Како ќе спровоцирате предвремени парламентарни избори? До сега не ви успеа? Не видовме ни барање за распуштање на собрание? Ние од секогаш сме кажале че ги користиме сите демократски механизми. Ние го слушаме гласот на граѓаните, ги слушаме нивните потреби, ги слушаме нивната волја, нивната подготвеност, така да за тоа ќе видиме во... Најавувавте протести од пред 5-6 месеци уште не ги видовме? Работата е што иако ни даваат епитети дека сме дестабилизирачки фактор, секогаш сме размислувале за доброто на оваа држава и не сакаме иднината на нашите деца да биде на стаклени нозе. Така да, кога ќе дојде моментот, ќе направиме се, ќе одговараме на потребите на нашите гласачи и граѓани. Пренџовки има ли предвремени парламентарни избори? Тоа прво сакам може да искоментирам. Ги спомена во неколку наврати премиерот после Кучани. Многу ми е интересно овака и во завршни зборови кога Дуит ќе те парафразират, нив не им е јасно за демократија, за искажување на свое мислење. И не очекувам дека и квешката пашоли навлегла во тоа сивило на војничка субординираност во која што султан од 24 години ви кажува како што и никој нема право на мислење. Секој има право на свое мислење, како што кажав и на почетокот, има друго ниво на политичка култура и фатете го чекорот бидејќи ќе заостанувате многу во следниот период. Сметам дека Душица многу малку разговараме за тоа што се случува моментално во Република Македонија, малку разговараме дека направивме навистина огромен чекор во растот на бруто домашниот производ во изминатите 6 месеци. Факт е дека денес на 3 април минималната плата во здравството е 27.000 денари, почетната е 50.000 денари и таа ќе оди понатаму. Факт е тоа дека пензионерите, иако видивме дека во првата година, во првите 9 месеци добија 5.000 денари покачувања, вчера добија полицајците 10% покачувања и факт е дека многу работи во државата, 300 луѓе од СССР беа на улица. Добри работи во државата и впрочем, сметам дека тие работи треба маце и повеќе да ги дискутираме, но тие работи ги чувствуваат голем дел од граѓаните, не случајно се анкетите такви како што се. Македонија според моје лично мислење за 5-6 месеци од денес ќе биде во кампања за локални избори, кои што ќе се случуваат во октомври. И таму ќе видиме дали граѓаните сметаат дека политиките на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ во изминатиот период биле оние вистинските или ова што денес се случува некако до сега, туку ова нова политика дава резултати и тоа ќе биде индикатив за тоа што треба да се случи во следниот период. Инаку реформите продолжуваат, предвремени парламентарни, дали има според вас со тие локални избори, да, одговорете ми на прашањето. Според мене мислам дека не, тоа лично моје мислење. Премиерот ги отвори 2-3 пати. Не само Дуи што ги баја. Премиерот ги отвори за прв пат, премиерот ги отвори за прв пат локалните избори на првите пратенички прашања после 100 дена влада, каде што беа во јавноста представени на еден начин, но доколку се гледа целиот контекст, беше дискусија помеѓу него и Филипче. Немаме време да раскажуваме што се случуваше на крајот. Треба да информираме објективно јавноста. Јавноста гледа, значи вие сметате дека нема. Јас мислам дека ние треба да правиме реформи, треба да продолжиме подобрување на живот, треба да продолжиме подобрување на платите на сите оние каде што може да се помогне во секој еден сектор, да подобриме економијата, да продолжиме овака секој второ да имаме лопата и нова странска инвестиција и дека за 4 години од сега Македонија ќе биде многу подобро место за живење. Не сме во кампања, но видете, ова се случува деноиве што го зборуваме, ќе. Ви кажав вчера 300 луѓе беа на улица. 300 луѓе беа на улица, да. Ама 9.000 луѓе се вработени во полиција, и минималната плата законски се донесла не е на економски совет. 340-350 пензионери има. Да или не? Да сакаат протести. Овие сакаат само мирно да ги следиш и тие да ги спроведуваат нивните политики кои се многу прогресивни, ама не назадуваат.
Не, добро, ќе видиме на кампањата за избори дали ќе бидат за локални, тогаш граѓаните ќе решат и за едните и за другите. Дали сте си ги исполниле ветувањата или не. Кратко, бидејќи завршуваме со да и со не. Дали ви е срам Тречуловски 2 недели што не бевте на работа и си земавте одмор по најголемата трагедија во државата? Лично ве прашувам, како пратеник, дали ви е срам? Лично ќе одговорам. Прво, не е точно дека не бев на работа, бев на работа. Одлуката која беше донесена помеѓу претседател на собранието и координаторите на пратеничките групи беше со многу добра намера и со одредена причина. Меѓутоа, очигледно потврли собранието, најмногу претседател на собранието, што навремено не ја извести јавноста, медиумите, зошто е донесена таа одлука и кои се причините кои стојат за таа одлука. Инаку пратениците работат секојдневно, немаше јавни седници, јавни настани, се со цел да не биде користена или злоупотребена болката на семејствата кои ги изгубија своите најмили во куќани. И јас сметам дека тоа беше целосно добронамерна одлука, а целосно и ја разбирам револтот на граѓаните кои реагираат затоа што навистина мислам дека многу подобро ќе бидат информирани. Да, ми е срам по однос на реакциите на граѓаните, меѓутоа не можам да се срамам дека не сум модел на работа кога сум модел на работа. 16 март беше трагедијата, прв пат дадовте едноминутно молчање на 1 април. Значи, по однос на комеморативна седница, ако сакате да зборуваме, тоа е сосем друго и тука целосно се согласувам. Се срамам што немаше комеморативна седница. Меѓутоа, јас сум пратеник кој одел на работа, малтене секој ден, и не може да се каже дека не сме оделе на работа. Да, јавни седници не сме имале, меѓутоа на работа сме оделе. Значи треба да си ја земете целата плата. По однос на платата, Кусо, бидејќи треба истите прашања ни по однос на платата, мислам дека е чиста ситуацијата, тоа е административна работа по однос на платата. Да, ако е оправдано, односно работењето си постоело, си ја земате целата плата, меѓутоа друга е одговорноста што сите ја имаме по однос на помош, поддршка на сите засегнати во овој случај, и таа ја имаме испорачена како пратеничка група. Пашуле, се срамите? Душица, чувствувам одговорност дека требаше да бидеме погласни, да бидеме тука, да даваме одговори, и иако првата недела сите не фати онака не подготвени, и за првата недела беше одлучивме заедно дека за таа недела не да земаме одмор. Не земавме одмор, туку беше најавено друга координација за таа недела во петок, за да видиме што се случува и како ќе треба да постапуваме понатаму. За втората недела мислам дека требаше да имаме и седница и да бидеме тука, иако ние како парламентарна група бевме, пошто требаше да ги подготвуваме материјалите, што баравме информација од владата во однос на трагедијата, исто така спремавме и документи за анкетната комисија. Меѓутоа, седница на собранието не се одржа, што значи дека јавноста мисли дека не сме биле на активни во Треба ли да си ја земате целата плата? За тоа, не знам, ќе се одлучи најверојатно преку компромис. Ако не се заслужуваме, нема да земаме. Пренџав Кусо, бидејќи влеговме во терминот на дневникот. Истото прашање, дали лично чувствувате срам? Дали се чувствувам пријатно на кога разговараме на тоа? Не. Дали од оваа временска дистанца ќе ја бранам таа одлука? Не, нема да ја бранам, но истовремено знам дека е донесена во најдобра намера од страна на оние кои што ја донеле. И знам дека беше донесена во состојба на емоции, во кој што стравот дека можеби нешто ќе се случи кој што ќе додае масло на оганот, си го имало направено своето. Дали ми е срам тоа што не се направи на комеморативна седница, која што мораше да биде направена? Да, согласувам. Како што кажа и другите колеги, не е за фалење, тоа е најнормална работа. Јас, например, учествував во правењето на 9 законски решенија, кои што ги ставивме веднаш на дневен ред, но тоа нема никогаш да го испере фактот што од овој временски период ние практично не бевме на, иако како што кажа и колегите, бевме таму и работевме, не бевме на она кое што од нас го очекува, оние кои што не пратиле во собранието, вака Заслужувате ли да си ја земате целата плата? Најмал проблем е кога вие ќе ја ставите на маса дали требало да има комеморативна седница, ја се искаже на почит и платата, тогаш ова првото ми дава повеќе значење. Добро. Јас ви благодарам што вечерва бевте гости во 24 анализа. Благодарам. Благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието.